Десетмесечното гостување на Музеот на современата уметност Скопје во Музеот на современата уметност Метелкова во Љубљана беше заокружено со исклучителна вест. Изложбата Ткање светови, колекции во разговор ја посетиле повеќе од 15.000 љубители на современата ликовна уметност. За приредувачите на изложбата Ивана Васева, Благојава Рошанец, Ива Димовски и Владимир Јанчевски од македонска и Бојана Пишкур и Мартина Вов од словенечка страна, ова е повеќе од признание. Ветер е во грбот за уште поголема соработка. Изложбата Ткање светови, колекции во разговор, како и ова изложба во која што сме сега присутни, истокот е се уште можен, се резултат на една долгогодишна соработка со кураторката Бојана Пишкур од Модерна галерија Музеот на современа уметност од Метелкова од Љубљана. И некако оваа соработка започна, долго време се одвива, мислам ние двете заедно сме соработувале на повеќе проекти, но никогаш до сега немало соработка официјална меѓу двете институции, Музеот на современа уметност и Модерна галерија од Љубљана. И некако свативме дека иако имаме две различни колекции, сепак имаме две колекции кои што некако наизменично можат да се надополнат. Морам да признавам дека бројката од 15.000 нас навистина не направи среќни и возбудени, посебно некако како дојде како позитивен резултат на нашиот измена труд заеднички и она што го слушнавме од нив е дека тоа навистина покажува дека имало силен интерес за изложбата. Дури ние можеме да посведочиме за тоа навистина, бидејќи додека ја местевме изложбата Ткање светови, видовме дека постојано има врвулица на луѓе кои што влегуваат во музеот и ги гледаат тековните изложби. Така да навистина ова не охрабрува да продолжиме со некои заеднички сили понатаму да градиме соработки со други институции, да градиме заеднички колективни кураторски проекти. Околу 90 автори се присутни на изложбата. Тоа е мощне голема изложба, мощне големо представување. Што е она што сакавте да го види словенечката публика? Што е она со кое што сакавте да ги заинтригирате љубителите на современата ликовна уметност? Тоа не дојде почетниот импулс за градење концептуално на таа изложба, дојде баш од Бојана Пишкур, која што не рече, знаете, ние имаме источно европска повоена авангарда, но ние немаме ткаенини, ние немаме дела од платно изработени, ние немаме таписерии, керамика, толку многу во нашата колекција и мислиме дека тоа навистина ќе биде интересно за словенечката публика, за љубљанската конкретно. И од тука почнавме. Ние некако моменталниот наш интерес беше некако можеби свртен кон некои други практики, бидејќи работевме претходно со бразилската колекција, со некои делови од Африка и така натаму, но ова не потурна малку да истражуваме во она што се создавало тука, што било некако автентичен израз кој можеби не имал толку широк интернационален опсег. Така да тргнавме со истражување на тие баш уметниците кои што се бавеле со керамика, таписерија, дела со ткаенини и така натаму и свативме дека да, тука тоа е нешто посебно кој што се изнедрува од доватло, за материјалите се тука тие се присутни. Уметниците работеле со нив. Никако можеби потрагата по некои западни канони, по признанија некои од западот, тоа не било во фокусот на нашата продукција, да речеме, на нашата уметничка презентација. Така да тука селектиравме на вистина широк диапазон, бидејќи сватевме дека имаме многу во нашата колекција. Тоа се 87 автори со околу 100 дела, кои што некако комуницираат и со дела од нивната колекција. Паралелно со љубљанската изложба во Музеот на современата уметност се уште тече представувањето на изложбата што ја подготвија словенечките колеги. Насловена Истокот е се уште можен. Ова е изложба која нуди дела кои се осврнуваат на некои теми кои се уште актуелни, иако делата потекнуваат и од друго време, некои се од 60-тите, 70-тите. Актуелни теми кои се навистина сериозни. Зборуваме тука за уметност која се реализира во различни медиуми, во фотографскиот медиум, како инсталации, документација од перформанси, видеодела, кои припаѓаат на она што го нарекуваме современа уметност. И веројатно заради тоа и привлекува внимание, зашто тоа е нешто што не толку често може да се види во нашата земја. Од каде се уметници има кои што се представуваат токму со оваа изложба, не се само словенечки автори? Да, потеклото на уметниците секако е важно затоа што врз тоа се заснова и основниот концепт. Основната идеја беше да се базираме на словенечката колекција на Љубљанскиот музеј, која
која е специфична и посветена на источноевропскиот простор. Станува збор за посебни искуства на уметници кои живеат во социјалистички земји, што значи ние се обидуваме сега да го протолкуваме, да го разјасниме тој многу уникатен поглед на уметникот кој се наоѓа во сосема различни услови од оние кои што се на западот, со сите разлики нели кои постоеле во тоа време меѓу земјите, на пример како Романија, Словачка, Чешка, во случајов и Македонија како дел од југословенскиот простор. Сметавме дека тоа е многу важно затоа што за разлика од оние толкувања кои ја поставуваат, како да кажам, историјата на уметноста низ призмата на центарот, на големите центри, Париз, Њу Јорк, Берлин. Во историјата на уметноста секако постојат и оние погледи кои се обидуваат да покажат дека овие простори не заостануваат за историјата на уметноста, што тоа не е трка. Туку човекот кој се наоѓа во поспецифични услови се изразува себе на специфичен начин, дури во услови на авторитарни режими, во услови на немаштија, наоѓа начин некогаш и преку многу поскромни средства да изрази големи идеи кои се разбирливи на поширокиот простор. Изложбата Истокот е се уште можен ќе биде отворена до крајот на март.